Добро вечер и добре дојдовте во 360 степени на МРТ1. Македонија во средата доби нов државен јавен обвинител, откако Љупчо Коцевски во средината на декември си поднесе оставка непосредно пред гласањето за негово разрешување во собранието. До вчерашниот судија во Основниот кривичен суд Скопје, Ненад Савески, стана деветиот државен јавен обвинител од независноста на земјава. Токму Савески е гостин вечерва во 360 степени во прво негово интервју по изборот. Господин Савески, добро дојдовте во 360 степени и благодарам што прифативте поканата за ова интервју. Добро најдов. Вам ви благодарам на дадениот простор што ме предвидовте во вашата емисија и секако почестен сум што сум дел од оваа емисија. Ги поздравувам и гледачите. Да кажеме дека имате 49 години, роден и израснат во Гостивар, магистер по казнено право. Од 2000 година сте во судско-обвинителските коридори, прво како приправник, па стручен соработник во Основниот суд Гостивар до 2009 година практично. Во меѓувреме ја завршувате Академијата за суди и јавни обвинители. Мислам дека сте во првата генерација, така? Да, од првата генерација. Во 2009 година ви избираат за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Таму останувате до 2016. Во меѓувреме имате два кратки 6-месечни мандати во Гостивар. И од 2016 година сте судија во Основниот кривичен суд Скопје во одделот за организиран криминал и корупција. Од таа позиција се пријавувате на огласот и ве бираат за државен јавен обвинител. Моето прво прашање би било следното. Ако општествено кај нас статусно се смета дека судија е некој повисоко ниво од обвинител, тогаш зошто судијата Ненад Савески реши да стане обвинител? Па макар и државен јавен обвинител. Да, се согласувам и го делам таквиот став дека судот во поставеноста наша системска а и по тоа генерално како е и предвидено во меѓународни стандарди, авторитетот на судот е неприкосновен. И фала ви на вака поставеното прашање од причина што и многумина до сега тоа ме прашуваат за моите трансфери од обвинител судија и сега како државен јавен обвинител. Мотивите се да преидам од судството во обвинителството и претходно од обвинителството во судството се и лични и професионални, па можам да кажам и патриотски. Лични секако ради свој развој во системот, сепак тоа е една висока позиција во нашиот правосуден систем, државен јавен обвинител е некој кој што раководи со јавното обвинителство како дел од правосудниот поредок кај нас. И секако една потврда и признание за мене мојот избор за досегашниот мој професионален бекграунд. Патриотска рековте исто. Да. На што мислите? Тоа беа личните, професионалните се важам за судија кој што ги следи состојбите и така и ме доживуваат како транспарентен во своето постапување како претходно како судија. И знаете како, лесно е да критикуваш и да зборуваш од страна. И јас сметав дека моите критики или излагањето на моите ставови више треба да се преточат во нешто конкретно. Од оваа позиција како државен јавен обвинител секако ќе бидам во ситуација да и нешто од она што сметам како идеја да го имам во мојата програма и план од оваа позиција и да го реализирам. Сепак тоа е една позиција која што има и статусен углед со кој што може да се наметне нешто што го имам како идеја. Критичен, да, ќе се вратиме на патриотскиот аспект, бидејќи интересен, секако нема да го спомнеме. Но кога велите бевте критичен кон
тоа што го добивавте како да речеме обвиненија, обвинителни предлози од обвинителството во таа смисла или генерално за состојбите во правосудството? Имало и такви ситуации од својство на судија каде што сега тоа не е критика, тоа не е начин на кој што од позиција на судија сум се однесувал кон конкретно обвинение. Нема тука простор за критика, ако е основано обвинението се носат соодветни судски одлуки, ако не е исто така соодветна судска одлука, така да тие критики не се во таа смисла, туку моите јавни настапи, моите активности надвор од судницата, на сите јавни настапи, а и внатре во правосудството ние имаме многу активности, конференции, па и како предавач во Академијата за суди и јавни обвинители со своите колеги, без оглед што сум бил од позиција на предавач, секогаш сум поттикнувал размислување околу состојбите во правосудството. На тоа мислев. Добро, и сега на патриотизмот да се вратиме. Да. Видите, ние сите ја сакаме оваа наша татковина, и ја исто така. И мојот начин да ја изразам љубовта преку татковината, мојата љубов кон татковината е преку работата. Ја друг начин немам како да го изразам тоа. И токму, затоа го спомнав патриотизмот, можеби и од оваа позиција, ако успеам да дадам придонес кон подобрување на состојбите во правосудството, на тој начин ќе ја покажам и мојата љубов кон татковината. Можеби звучи вака нетипично, меѓутоа сметам дека не требаше да го изоставам во мојот одговор. Добро. При изборот во собранието ги добивте гласовите само од мнозинството, опозицијата не ве поддржа. Во изјавата дадена посвечената ваша изјава во парламентот, ќе кажете, се разбира во одговор на новинарско прашање, очекував поширока поддршка. Што мислите, зошто СДСМ не ве поддржа? Јас причините не ги знам и политичката култура никогаш не ми била позната, ниту нешто сум се осврнувал на тоа што стои позади конкретни некои ставови на одредени политички партии, вклучително и во однос на моето гласање во собранието. Да, кажав и тогаш во изјавата и денес повторувам, очекував поширока поддршка, меѓутоа реалноста е таа, гласовите кои ги добив се 66 пратеници гласаа за мене, тоа е доволно за мојот избор, меѓутоа секако ќе бев задоволен доколку имав поширока поддршка. Пратеничката и подпредседателка на СДСМ во своето излагање, ако бидеме фер, не ги спореше вашите лични професионални квалитети, но меѓу другото рече, предлагачот е толку компрометиран што ја инфицира и биографијата на Савески. Па не можам тоа да се согласам, затоа што владата која што ме предложи е постапка која што е предвидена со закон. Тоа не може да се одбегне. Кој да бил избран на оваа позиција, процедурата е таква. После давање на позитивно мислење од страна на Советот на јавни обвинители, предлог до собранието става владата. Така да... Да. Токму овој аспект, тоа што владата, а потоа и собранието имаат решавачка улога во процесот на избор на државен јавен обвинител. Дали ви прави некаков товар? Дали поради тоа имате обврски кон актуелната власт? Видете, јас сум човек од системот и токму во моментот кога сум размислувал да аплицирам на оваа позиција, да конкурирам, запознат сум со постапката каква и за мене нема ништо туку спорно. Ниту сум во позиција да го менувам тоа, ниту воопшто ми пречело кога е нешто системски така поставено. Така да мојот став околу тоа да чувствувам товар конкретно апсолутно е не. Немам потреба да чувствувам товар, затоа што јас со мојата биографија, со моето CV и сето она што сум го имал позади себе, како активности и што беше и презентирано и во моето представување од страна на владата е доволен основ да
верував и кога аплицирав дека е голема веројатноста да бидам поддржан, односно предложен, така да Ги слушавте? немам Не чувствувате ниту товар, ниту обврска? Ниту обврска, позадината моја не се партиски мотиви, напротив, сиот мој ангажман за како некој кој што е дел од правосудниот систем ми дава за право да бидам сигурен и убеден во тоа и сакам да ми верува секој дека мојата намера да аплицирам и ова денес што сум е со професионално апсолутно мотиви, секогаш воден од уставот, законите и меѓународните документи кои што се дел од нашиот правен поред. Ги слушавте пратениците во собранието, предпоставувам, во таа дебата кога предлогот за ваше именување, односно избор беше на дневен ред. Дел од нив има настапи кои што прозвучуваа како делење задачи, обврски, што очекуваат од вас да направите. Меѓу другото, например, пратеникот на ВМРО-ДПМН Јован Њулевски ќе рече ќе имате обврска институционално да расчистите со последиците од СЈО. Како ја разбирате оваа порака од пратеникот Њулевски? Видете, секој кој што се обраќа во јавноста, а тоа обраќање се однесува на правосудството, вклучително еве и за мојата позиција, треба да се слушне, треба да се има во предвид, јавноста секогаш е тука да биде слушната, меѓутоа тоа не се стандардите, ниту параметрите, ниту законските основи во кои што секој јавен обвинител би постапил. Секој предмет има свое значење, сите тие странки во сите тие предмети очекуваат еднаков третман, така да во секој предмет важат истите законски основи. Нема се што би било поинакво постапување, би било спротивно на закон. Редоследот на кој што се делат предметите, редоследот по кој што се постапува по предметите, фазите во кои што се носат јавно обвинителските одлуки во рамките на јавното обвинителство и со таквите одлуки доколку се истапи пред судот, има рокови, има законски процедури, не останува ништо друго освен да се почитуваат процедурите и има ли што институционално да се расчистува со последиците од СЈО? Бејќи тоа беше конкретната порака од пратеникот, според вас? Институционално. Факт е дека во еден период постоеше тоа јавно обвинителство, сега тоа јавно обвинителство не постои, што би се расчистувало институционално. Таа институција повеќе не е дел од правосудниот систем. Во овој дел од разговорот сакам да ве прашам за разногласието што се појави во Уставниот суд пред некој ден, кога на дневен ред беше иницијатива за оценување на уставноста за последните измени на законот за плати во јавното обвинителство. Конкретно, владата или пратеници предлагаат, собранието ги намалува коефициентите за платите за јавните обвинители, за тие дополнително да не се зголемат, бидејќи тој коефициент потоа се множи со просечната плата од претходната година, а таа вообичаено расте и така натаму, да објасниме контекстот во кој што се водеше таа дебата. Ставовите што беа искажани од дел од судиите беа во насока дека јавното обвинителство е самостојно, но не и независно. Што мислите вие за тоа? Вака имаше конкретна реакција од Сдруженијето на јавни обвинители. Ја ја прочитав таа реакција, иако тогаш бев со својство на судија, меѓутоа влезем во процесот за избор на државен јавен обвинител, со големо внимание ја прочитав реакцијата и потполно ја поддржувам. И она што би додал тука е дека 30 години наназад ние градиме еден систем, правосуден систем, во кој што јавното обвинителство обстојува и действува како дел од правосудниот систем, меѓутоа со своите одлуки секој обвинител и генерално јавното обвинителство ги носи одлуките независно и од никакви надворешни влијанија. Одлуките на секој јавен обвинител во секој конкретен предмет се резултат на доказна постапка, собрани докази, резултат на примена на закони и меѓународни стандарди. Ставот дека факт е дека според уставната поставеност јавното обвинителство
е самостоен орган, меѓутоа независно е постапувањето на јавните обвинители. Тама работа да прифатиме дека јавен обвинител постапува или одлучува според очекување на извршната власт. Напротив, токму спротивното, одлуките и постапувањата на јавните обвинители се независни. Во издвоеното мислење на таа судика, ова не се доведува во прашање, во смисла мешање однадвор во работа по конкретни предмети, таа вели да, тоа не смее да се случува и тоа е културата што ја градиме, но забелешката е во оваа насока дека судството е неприкосновено, апсолутно независно и во таа смисла дури и за парите може да решава само, а јавното обвинителство, бидејќи е самостојно, а според неа не и независно, таа да речам, тој пристап не важи за јавното обвинителство. Мислам дека тука и се поврза и во врска со начинот и постапката како се избира и државниот јавниот обвинител, да. Јавен обвинител. Сметам дека не би се согласил со таквиот став, апсолутно не го делам таквото мислење, од причина што и самиот уставен суд, составот на уставните суди, истите се предложени, односно избрани на различни начини од различни институции избрани. Доколку уставните судии кои што се избрани од собранието, треба да сметаме дека се дел од законодавната власт. Имаме и судски совет кој што е исто така независно тело и тамо исто членуваат членови од судски совет и членови во обвинителски совет, професионалци кои што се избрани, односно предложени од различни институции. Така да тоа системски постапката е таква. Меѓутоа, поставеноста на јавното обвинителство апсолутно сметам дека во овој систем е обврска да постапува и одлучува независно. Во овој дел од разговорот сакам да ве потсетам на 2-3 ситуации од последните неколку месеци. Прво се обидовте да станете директор на Академијата за суди и јавни обвинители, но беше избрана Ирина Трајковска-Стрезовски. Вие по тој избор поднесовте тужба до Управниот суд спорејќи процедурата во која што беше избрана господјата Трајковска-Стрезовски, затоа што гласањето на членовите на Управниот одбор беше тајно, де факто, а не јавно како што бара законот, но тужбата ви беше одбиена. Потоа, жестоко реагиравте на изборот на Даниела Димовска за ВД председателка на Основниот кривичен суд Скопје, затоа што не беше избран најдобро оценетиот судија повторно, како што вели законот, туку 11-то рангираната на таа листа, конкретно судиката Даниела Димовска. Дел од јавноста можеби ќе се сети на зборовите со кои што реагиравте до членката на судскиот совет Антоанета Димовска и рековте од дете си од таму веќе доста е од вас, брука сте. Како гледате сега на овие настани од денешна перспектива, особено што може да се смета дека истата структура, да речеме, што влијаела или ги избрала конкретно Трајковска-Стрезовски и Даниела Димовска, сега ви избра и вас на оваа позиција? Јас никогаш не кажав, нити сум спомнал во моите ставови кои што сум ги изразувал во овие две ситуации кои што ги споменавте, дека одредена структура стоела позади изборот на колешката директор на Академијата и колешката ВД председател на Основниот кривичен суд. Тоа го немам споменато. Така. Ниту моите реакции беа во таа насока. Да. Како легалиста реагирав на тоа што сметав дека е прекршена процедурата и во едниот и во другиот случај. Воопшто не го негирав интегритетот и квалитетот на едната и другата колешка, напротив, ги познавам лично и двете и апсолутно сметам дека они и ќе одговорат и соодветно ги вршат задачите во својството во кое што се сега. Кога кажав дека сум судија и јавен обвинител кој што јавно реагирал, мислев на овие ситуации.
Точно е дека тоа како моја реакција во првиот случај реагирав системски, поднесов тужба. Во вториот случај реагирав можеби не вообичаено, нетипично. Меѓутоа сето тоа зборува колку јас искрено сакам да се подобрат состојбите во нашата држава. Сето тоа зборува дека јас искрено сакам и оваа професија, а и сите професии претходно кои што сум ги вршил. И сето тоа зборува колку ми пречи, доколку сметам, според мене, дека во конкретен случај несоодветно се постапило. Тоа не е од лични мотиви. Првиот пат можеби бев дел од процесот, вториот пат воопшто не бев дел од процесот. Напротив, како човек од системот, некој кој што сака да ги види состојбите подобри од тоа што сметам дека треба да се реагира. И јас затоа и кажав, можеби од оваа позиција сега, како некој кој што раководи со институција, че имам можност и конкретно на оние мои реакции на кои што сум реагирал сега со своји дела и согласно своите овластувања да дадам придонес кон подобрување на состојбата. Уште малку за процедурата за избор, рековме води преку владата и собранието. Дали додека траеше процесот имавте контакти со владата, конкретно со шефот на владата, еве премиерот? Дали некој ве контактираше? Не. И кога велите не, веројатно сега многумина ќе бидат зачудени, бидејќи во Македонија се смета дека работите поинаку функционира, особено што во овој случај владата е дел од процесот на избор. Меѓу тие многумина кои што би биле зачудени, бев и јас. Да бидам искрен, очекував да бидам повикан од професионален аспект, како некој кој што евентуално би бил предложен или разгледуван да биде предложен, сметав дека е сосема легитимно да бидам повикан и да имаме една средба во која што јас би ги презентирал своите идеи. И што мислите, зошто не бевте викнат? Некој водеше сметка за интегритетот на процесот? Јас така гледам. Иако пак велиме дека така гледам на тоа и искрено мене тоа ми причини едно огромно задоволство и верувам дека намерите на владата со таквиот однос према мене се токму да се испрати порака дека не сакаат да остават простор, дека јас сум нивни предлог откако се остварила некоја средба или има некоја позадина позади мојот предлог. Го сметам тоа за нивен професионален однос кон изборот. Би се сретнале со премиерот? Видете, ниедна институција не може изолирано да функционира. Соработката помеѓу институциите е неопходна. Просто самиот check and balance систем во кој уставно е изграден нашиот правен поредок бара меѓуинституционална соработка. Јас и би побарал лично јас средба со премиерот и конкретни министри со кои што би сакал да поразговарам откако че ја мапирам состојбата во обвинителството и доколку утврдам потреба или слабости, а тие надминување на некои слабости или состојби би имал потреба од поддршка од Министерството за правда, Министерството за финансии, Министерството за дигитализација, сега не знам соодветно дали дигитална трансформација, мислам. Дигитална трансформација со кои што јас како идеи ги имам од оваа позиција, секако би ми било потребна поддршка, а премиерот како некој кој што председателствува со владата, секако би сакал од него да добијам поддршка во овој процес. Средба за предмети би зборували? Секако не. И не само со владата, не само со премиерот, и со Уставниот суд, и со Врховниот суд,
и со Советот на јавни обвинители. Тоа се средби што сакам да ги реализирам. Премиерот имаше серија атакувачки, обвинувачки изјави кон правосудството, вклучувајќи го и јавното обвинителство. Што мислите вие за тие негови изјави, за тој негов пристап кон правосудството? Па јас нема да ги коментирам изјавите на премиерот, сепак се тоа изјави од председател на влада која што самата влада е политички орган. Меѓутоа, мислењето и ставовите кои што вклучително и политичарите, па и представниците на власта како ставови ги изразуваат према правосудството, вклучително тука, нели, судството, јавното обвинителство, секогаш треба да бидат анализирани и да се има таа реакција во предвид, меѓутоа не за да биде од влијание на работата на јавното обвинителство, туку напротив, ако негде стварно е тоа одржано, и да се коригираме. Така да секоја критика, според мене, е само начин да видиме кај сме, кај треба да се коригираме и во кој правец треба да продолжиме. Очекувањата се дека, да речеме, една од главните теми на таа средба што, вие велите, дури сам би ја побарале со премиерот, би била обезбедување соодветен буџет за јавното обвинителство. Тема која што патаме законска категорија, која што за жал до сега никој не ја почитуваше. Сега на оваа тема имам повеќе прашања, но првото би било: дали за вас е прифатлив пристапот со кој мнозинството во собранието, тоа веќе го спомнавме, со измени на законите ги намалува коефициентите за плати на јавните обвинители и на тој начин практично ги држи на едно исто ниво и не дозволува да бидат зголемени? И претходно сум кажал и денес сакам да повторам, основната работа на јавните обвинители е да откриваат и гонат сторители на кривични дела. Со недоволни финансиски средства не може да се очекува квалитетно вршење на овие дејности, односно активности. За да може да се следи криминалот и да се прати чекорот по кој што се движи криминалот, ние мора да имаме финансиски средства. Така да, факт е дека криминалот е богат, факт е дека овие средства и од претходните раководители на јавното обвинителство беа истакнувани дека постојано требаат финансиски средства, така да апсолутно стојам на тоа дека јавното обвинителство треба финансиски да се поддржи, онолку колку што е потребно, а услови за гонење мора да се создадат и откривање на криминалот. Една од основите е секако финансиската поддршка. Сега и премиерот дури и во вчерашната изјава сака да прави разлика меѓу поддршка за повисоки плати и поддршка за помошен персонал, стручни соработници, друга инфраструктура, техничка, можеби, што им е потребна на судството и на јавното обвинителство. Вие правите разлика? Бидејќи еднаш и самиот рековте, можеби не се толку проблем платите, колку што парите за другите услови. Но, кога велите за борба против богатиот криминал требаат средства, претпоставувам, имате предвид и обвинители кои што држат до себе, имаат интегритет, не се подложни на корупција, меѓу другото и затоа што се солидно платени. Видете, финансискиот статус на јавните обвинители исто така е битен. Финансискиот статус на јавните обвинители е и една од гаранциите за нивно независно постапување. Платите какви што се денес не можат да бидат оправдување за некој јавен обвинител да не си ја врши соодветно професијата, односно јавно обвинителската работа. Тоа дека треба да се подобри финансискиот статус на јавните обвинители и тој вообичаено е со чекор со финансискиот статус на судиите. Статусот на јавните обвинители од финансиски аспект не треба да се разликува од статусот на судиите. Тоа се стандарди кои што важат во сите демократски општества
Ние сме дел од демократските општества и стремиме кон градење на демократски стандарди и неминовно е да се... Уставниот суд најде разлика и практично постапи поинаку кога се во прашање судиите, а немаше мнозинство, 4-4 заврши гласањето кога беа во прашање платите на јавните обвинители. Кажав, јас не го делам тој став, напротив, мојот став е сосема поинаков, дека судиите и јавните обвинители статусно, финансиски треба да бидат на исто ниво, како што беше тоа и досега, не без друго тоа и така било претходно предвидено и не сме ние единствен случај или изолиран случај. Напротив, тоа представува еден демократски стандард кој што е гаранција за независно постапување и поставеност на јавното обвинителство и судството во системот. Во моментот во собранието, тоа го знаете, во тек е процедура за усвојување на новиот закон за јавно обвинителство. Во него буџетот на јавното обвинителство е определен како најмалку 0,4% од даночните приходи за тековната година. Во апсолутни бројки за 2026 година тоа се 13,9 милиони евра за цела година, за целото јавно обвинителство, што е дури помалку и од актуелниот буџет на јавното обвинителство, кој што е определен на 14,4 милиони евра за оваа година. Што мислите за ова? Тоа не е финален текст и јас очекувам, дури гајам голема надеж дека тоа ќе биде коригирано. Се расправа доста денови наназад за токму тој дел од законот и очекувам дека пратениците ќе имаат разбирање за потребите од финансиска реална поддршка, како што кажав и претходно, односно и законодавната и извршната власт имаат задача да создадат услови јавното обвинителство да ја врши својата дејност онака како што очекуваат граѓаните на нашата држава. Особено што владата пратила на мислење до Венецијанската комисија текст на закон во кој што пишува дека буџетот на јавното обвинителство ќе биде 0,5% од вкупниот државен буџет. Сега, рековме, во собранието е пратен предлог закон во кој што буџетот е определен како најмалку 0,4% од даночните приходи. За публиката да има представа за што зборуваме, 0,5% од буџетот се 33,5 милиони евра, а рековме 0,4% од даночните приходи се 13,9 милиони евра, што е огромна разлика. И сега не знам и кој кого манипулира со овој пристап, дали некој мисли дека ја надмудрил Венецијанската комисија, бидејќи велам еден текст пратен во Венецијанска, добиено мислење за тој текст и сега во собрание сосема нешто друго. Која е позадината на таквата интервенција, односно тој сега првичен законски текст, не можам да знам. Меѓутоа сум ја забележал и јас разликата кога праве споредба со законскиот текст на законот кој што е сега актуелен и овој кој што е во процедура. И пак ќе повторам, се надевам дека тој дел ќе биде коригиран и нема да се предвиди ваква значителна разлика, барем од она што досега како финансиска можност го имаме, како финансиски средства. Меѓу приоритетите најавивте модернизација со дигитализација на јавното обвинителство. Како го замислувате тоа? Кога реков модернизација, мислев на имплементирање во секојдневното постапување и одлучување од страна на јавните обвинители на меѓународните стандарди. Кога ги споменувам меѓународните стандарди, тука мислам пред се на праксата на судот од Страсбург. Сето она што произлегува од праксата на судот во Страсбург, односно одлуките, особено одлуките кои што се однесуваат и не коригираат нас во постапувањето, секој јавен обвинител да ги има во предвид. И тука мислите на пример и на притворот? Да, вклучително и на притворот, кој што се регулира со член 5 од Европската конвенција за човекови права и слободи. И каков е вашиот генерален однос кон таа тема? Кога и колку треба да се определува притвор?
Вие сте биле судија на претходна постапка во одделот за организиран криминал и корупција во Основниот кривичен суд и многу пати сте решавале за предлогот од обвинителството некому да му биде определен притвор или да добие друга мерка за обезбедување на присуство. Како одговор на вашето прашање, ќе го поврзам со претходното прашање, малце можеби неприродно, ама јас Добре. гледам врска. Ние сме сиромашна држава. Притворот е најригорозна мерка од мерките кои што ги нуди Законот за кривична постапка. Меѓутоа и најскапа. И најнехумана. Еден ден во притвор значи одвојување на парични средства од буџетот. Како сиромашна држава треба да водиме сметка и за тоа. Да се однесуваме согласно нашите можности. Ако кучниот притвор може да ги задоволи потребите за обезбедување на конкретен обвинет за една постапка, стои како алтернатива, зошто секогаш да почнеме од најстрогата мерка, која што кажувам дека е најскапа и најнехумана. Кога го спомнувам и тоа дека таа мерка сама по себе не е хумана, тука ги имам во предвид и условите во кои што се издржуваат притворите. Нашите казнено поправни установи, институциите каде што се издржува мерката притвор, според извештаите од меѓународниот фактор, не се на задоволително ниво. Напротив, условите во кои што се издржуваат овие мерки се нехумани. Тоа треба да се има во предвид за нас од финансиски аспект, за имиџот на нашата држава пред меѓународниот фактор од аспект на хуманост и трета работа која што е битна во притворот, секогаш треба да се има во предвид дека од најблагата мерка треба да се почне па до најстрогата. Прво треба да се елиминира најблагата, ако со неа не може да се обезбеди присуство на обвинетиот, па потоа јас, на пример, и како судија, и како претходно кога сум бил обвинител, сум бил поборник секогаш да применам побелага мерка, а мерката притвор да ја избегнам. Ќе се обидете ли сега ова да го пренесете како принцип на работа во јавното обвинителство? Не, тоа воопшто? нема само да биде оби, тоа ќе биде мој начин на воспоставување на стандардите на постапување во јавното обвинителство. Јас сум дел сега и од една работна група која што работи на изготвување на приречник, токму поврзан со притворот. И тука исто овие ставови кои што ги кажувам денес пред вас, сум ги преточил и во текстот заедно со колеги суди и јавни обвинители. Во нашата јавност, прво, притворот се доживува како казна. И второ, ако некој не оди во притвор, а е отворена истрага за него, веднаш има теории на заговор дека или има политичка поддршка, или потплатил, или има роднини и така натаму. Значи, очекувањата на јавноста се дека кога се отвора истрага за некој, дека мора да оди во притвор. Таа перцепција на јавноста и мене ми била предмет на анализа и веројатно се должи на сите претходни одлуки кои што ги носи јавното обвинителство или судството. Меѓутоа, јавно, токму и затоа сакав да го објаснам мојот став на вака подетален начин, за да разбере јавноста дека мерката притвор не оди секогаш со секое поднесување на обвинение или отварање на истрага. А како да се спречат бегства? Па бегствата можат многу ефикасно да се спречат со гаранции. Гаранциите се доста ефикасна мерка за обезбедување на присуство. Таа е мерка која што токму упатува на моиве ставови кои што претходно ги изразив, доколку некој побегне, а оставил гаранција, тој имот, недвижен или подвижен имот, како и да е, има одредена вредност. Таа вредност, доколку побегне, останува собственост на нашата држава, која што, нели, ако можам така да се изразам, имаме
финансиска состојба за која што треба да водиме сметка, тие финансиски средства, тој капитал, со продажба на тој капитал, тие финансиски средства стануваат дел од буџетот. И се на располагање на сите граѓани, вклучително и на правосудните институции. Нема ли многу богати што би се согласиле ем да остават гаранција, ем да избегаат? Видете, гаранцијата нема конкретни износи кои што се врзани со тоа дали е некој богат. Оној кој што ќе стави гаранција пред судот, а е во категорија на помалце имочни, за него ќе биде определена висина на гаранција која што одговара на неговите можности. А категоријата на богати во нашата земја секако нема да биде прифатливо за судот да достават гаранција која што нема во доволна мера да очекува дека исто и него доволно ќе му значи да остане тука за да не го изгуби капиталот кој што го создавал претходно. Целта на оној кој што го создал капиталот, предпоставувам, логично е да го задржи, а не да го изгуби. По овој пат во разговорот тргнавме на прашањето за модернизација и дигитализација на јавното обвинителство. Еве, делумно зборувавме за модернизацијата, за дигитализацијата. Како замислувате да ја спроведете? При тоа, еве, уште еден дополнителен аргумент. Се сеќавам дека вашиот претходник јавно зборуваше дека во целиот IT сектор, во јавното обвинителство, има само 5 мина IT експерти кои што се задолжени за одржување на системот во целата држава. Значи во моментот 5 мина IT експерти. За дигитализација треба инфраструктура, мрежа, компјутери, но и луѓе што ќе го одржуваат тој систем. Не само луѓе кои што ќе го одржуваат тој систем, туку и тие програми се лиценцирани, тие лиценци треба да се обновуваат, тие исто имаат своја вредност и тие најчесто се скапи. И токму затоа го спомнав и Министерството за дигитална трансформација и на тој начин сметав, представувајќи ја својата идеја, дека ќе најдам на поддршка да се реализира ова идеја. Ние не можеме да избегнеме дигитализација, дали е за јавно обвинителство, дали е за судство, како и да е. Ние стремиме кон модерните општества и дигитализацијата е најнормална состојба секаде. Ние не можеме секогаш да се правдаме дека немаме доволно финансиски средства. Мора да се обезбедат средства за да бидеме соодветен ефикасен сервис на граѓаните. Тоа нема само да ја олесни работата и да ги подобри состојбите во обвинителството. Напротив, и обвинителството дигитализирано ќе може соодветно побрзо и да одговори на потребите на граѓаните. Бидејќи се човек од внатре, сега се сетив на едно друго прашање и аспект, на пример, околу борбата со организираниот криминал и корупцијата и посебните истражни мерки. Дали мислите дека државата го има целосниот капацитет што е потребен за навистина да се носи соодветно во битката со организираниот криминал и корупцијата? Знаете на што мислам? Ја спомнавте државата, тука малце држава, на ОТА мислам. Еве, конкретно на ОТА. Да речеме, јавна тајна е дека ОТА може да следи само обична телефонска линија и СМС пораки и ништо друго. Да, ви го разбирам прашањето и сосема мислам на мојот одговор, затоа може би мојот израз на лицето го кажува тоа. Кога реков дека криминалот треба да се следи и да се чекорот на криминалот, мислев и на ова. Криминалот користи секакви техники и можности и дигитални и средства кои што се современ начин на современ начин модернизирано, еве да кажам така, модернизиран криминалитет мора да се следи. Денес мислам дека ретко кој ја користи обичната телефонска линија да збори банален разговор
сите најчесто ги користат апликациите. Така да може би е доведено во прашање колку е ефикасно следењето на тие телефонски разговори кои што се водат преку обичната мобилна. Меѓутоа, не може и скроз да се занемари, затоа што и како судија кој што бил во одделението за организиран криминал и корупција, знаат тие посебни истражни мерки да дадат резултати и денес. Да, се разбира, при тоа како општество може би се уште дуваме и на Матеница, како велат, поради тој еден огромен случај што беше актуелен на незаконско прислушување и при тоа веројатно напредувањето на тие мерки треба да оди и со строга контрола и како сето тоа ќе се применува. Колку ќе се мешате во конкретни предмети кај обвинителите? Не планирам да се мешам во конкретни предмети. Напротив, секој јавен обвинител кој што постапува по конкретен предмет, своето постапување и одлучување ќе го практикува на независен начин, воопшто не доведен во ситуација да чувствува притисок ниту од мене, ниту од било кој друг предпоставен. Предпоставените, односно раководните лица како јавни обвинители се тука да во системот, сепак во обвинителството владее систем на хиерархија и субординација. Мојата интенција тоа да биде релативизирано до тој степен да секој јавен обвинител одлучува независно и самостојно, неговите одлуки да бидат резултат на ефикасно спроведена истрага, обвинение базирано на докази и секако презентирање на доказите пред судот на еден соодветен професионален ефикасен начин за секој во судница присутен, вклучително и спротивната странка, одбраната, односно обвинетите, обвинетиот, да имаат пред себе една видливост дека јавното обвинителство располага со доволно докази и дека јавното обвинителство поднело основано обвинение. За конкретни предмети предпоставуваме рано да се зборува, бидејќи вие практично имавте половина работен ден до овој момент во јавното обвинителство, но само начелно мислам дека не можеме да ја скокнеме трагедијата од Кочани. Таму обвинителството, различни сегменти од него, досега покрена 4 обвиненија, има и една активна истрага, значи вкупно 5 предмети. Една од дилемите што јавно се уште се дебатира е пристапот на обвинителството во тој големиот предмет за кој што веќе е во тек судски процес, во кој што обвинителството реши сите обвинети да ги гони за едно кривично дело иста последица, дури и некои што биле на функција 2012-13 година. И другата дилема е зошто ако во големиот предмет избран таков пристап, во другите, оние што се однесуваат на полицијата и на припадниците на полицијата, пристапот е сосема друг. Дали можете нешто да коментирате околу тоа? Да, јас немам конкретен увид во состојбите на она што е наведено во обвинението и како правна квалификација и како докази врз основа на кои што се темели обвинението. Секако дека во најскоро време ќе имам средба со јавните обвинители кои што постапуваат во конкретниот предмет и да се запознаам за состојбите. Од тоа дека предметот е во доказна постапка, рана доказна постапка, може би е добро да дојде една фаза од постапката која што е позрела, за да може соодветно да се согледаат состојбите во предметот и да дадам свој став околу Инаку обвинителството може да преквалификува, така? Јавниот обвинител, ако можам така жаргонски да се изразам, владее со правната квалификација. Односно, јавниот обвинител е оној кој што може да ја менува правната квалификација до завршување на постапката. Во секој момент може да интервенира во обвинението и да направи измени во состојбата наведена во обвинението и да направи евентуално правна
да направи правна преквалификација која што би била резултат на она што се случило во судницата, односно што произлегло од доказите изведени во текот на доказната но овие постапка. дилеми за кои што јас зборував сте ги чуле и вие, така? Да, секако како и секој граѓанин не може да не ги следиме состојбите околу овој предмет. Јас и претходно споменав, во нашата професија важи правилото емоциите на страна, меѓутоа мислам дека ова е единствениот предмет каде што тоа не може така апсолутно да се примени, затоа што сите сме на крајот на краиштата луѓе, родители. Од конкретните предмети бевте информиран за апсењето на директорот на Државниот инспекторат за земјоделство? Да, бев информиран, да. Дента кога се случи тоа. И за Артан Груби само сакам да ве прашам, што мислите вие за овој случај со оглед на експресното негово завршување од затворски во куќен притвор, практично во неколку часа се случи сето тоа, откако се врати во земјава? Од она што го слушнав во јавноста, и тука немам конкретно детали, нема временска можност да се запознам за состојбите во предметот, меѓутоа она што го имам како информација е дека куќниот притвор е поднесен предлог да се продолжи од страна на надлежниот јавен обвинител. Меѓутоа, тој предмет исто така предизвика доста реакции во јавноста. Го споменав и претходно во еден мој јавен настап и денес сакам да го повторам. Ако јавниот обвинител пред себе имал околност дека животот е загрозен на конкретно лице и дека таквата безбедност не може да се гарантира во затворски услови, јас секогаш кога ги анализирам и од страна одлуките на судот, на јавното обвинителство, секогаш се обидувам да се внесам и јас во конкретниот случај. Како обвинител во тој предмет, доколку пред мене имам таква информација, секако не би си дозволил да се впуштам во ризик некого да ставам во притвор, а имам околност која што упатува дека тамо може да му биде загрозен животот. И ризикот да одговара за нечи живот е преголем. И само за да се задоволи јавноста, нечи живот да биде загрозен, мора тука да се не може да се бара пропорционалност. Правото на живот е неприкосновено. Секој има право да го ужива, а државата е таа која што треба да го гарантира. Така да во такви околности и постапувањето и одлучувањето на јавното обвинителство и на судот кој што го определил куќниот притвор, сметам дека било неминовно. Нема да поставам дополнителни прашања на оваа тема. Ќе чекаме и како медиуми, како јавност и да се запознаете можеби подетално, потоа да ви поставиме и некакви дополнителни прашања, но мислам дека вашиот став принципиелно го кажавте. Само уште неколку прашања до крај. Кој ќе ви биде прв заменик? Прв заменик веќе првиот ден во четвртокот ми беше првиот ден пред неработниот петок. Ги известив колегите од јавното обвинителство дека мој прв заменик е претходно веде јавната обвинителка Анита Топалова Исајловска. Незиното искуство за мене е драгоцено и претходно на претходните државни јавни обвинители она била прв заменик. Според моите информации, не сум баш сигурен дека на сите претходни, меѓутоа на дел од претходните била. Така да прифати таа? Да, прифати, имавме разговор во кој што со оглед на тоа што таа беше еден од вашите конкуренти за оваа позиција. Да, меѓутоа и во процесот на додека се одвиваше целиот избор, јас и со неа и со другите колеги имавме апсолутно принципиелен, коректен однос. Воопшто не ни стана збор во разговорите од тоа кога и понудив и кога прифати сето она што... Вие сте
по функција член на Советот на јавни обвинители, последната седница на која што требаше да се избира шеф на Висшето јавно обвинителство Скопје и да се бираат обвинители за Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, беше одложена. Предпоставувам меѓу другото и за да ве почекаат вас, да се чуе и вашиот глас таму. Ги знаете ли кандидатите, имате ли своји фаворити, што мислите за тоа? Ги познавам сите кандидати. Бидејќи на крајот на кристата ова ќе бидат луѓе со кои што ќе треба да соработуваат. Ги познавам сите кандидати и лично, а и професионално преку нивната работа, нели како судија во судот одделението за организиран криминал и корупција во кривичниот суд, сум имал можност да го видам постапувањето на оние обвинители кои што се дел од обвинителството за организиран криминал и корупција. Секако дека својот став ќе го изразам на евентуално седницата на избор, во кој што за секој кандидат поотделно би го изразил ставот, а би поддржал профил на јавен обвинител за шеф на на Висшето јавно обвинителство Скопје, јавен обвинител со кој што очекувам да имам организацијска соработка, а секако и јавен обвинител кој што ќе носи у себе еден профил од кој што очекувам професионално и стручно постапување. Што вака зборувате, предпоставувам имате свој фаворит, веќе го знаете човекот, за кој што вие би се определиле. Не барам да ми го кажете, но... Да, ве разбрав. Немам се уште фаворит, затоа што денес, од денес па натака планирам средба со членовите на Советот на јавни обвинители и тука сакам да бидејќи до сега сум немал ни можност да ги видам нивните кандидатури, што во прилог на истите е доставено, интервјуата се завршени, сакам да слушнам што се случило и секако после тоа ќе имам јасен став. Благодарам за ова гостување во 360 степени. Брзо помина времето со вас. Ако верувате, 57 минути разговараме. Брзо помина, морам да кажам дека и пријатно. Чувствувам потреба да ви се заблагодарам уште една за дадениот простор што ми го дадовте и секако останувам на тоа дека ќе се трудам да обезбедам стандарди во јавното обвинителство меѓу останатото и јавното обвинителство да се однесува транспарентно и отчетно пред граѓаните и секако тоа преку медиите. Имаше едно ниво и до сега на отвореност и транспарентност, се разбира ако успеете да го направите тоа уште подобро. Благодарам уште еднаш за разговорот. Многу очекувања има од вас, да не ви правиме сега притисок, се разбира, но и вие знаете веројатно на каква функција се нафативте. Каков и да е притисокот, па дури притисокот кој што вие не сакате денес да го демонстрирате према мене, јавниот обвинител треба да се спротистави на секој притисок. Добро, благодарам уште еднаш. До крај, почитувани саботажа, пријател од мене до четврток. Општините постојано измислуваат некои нови принципи и правила кои најчесто и не му се познати на правото и на восстановените норми. Иако председателот на Битолската комисија за мантатни прашања е цариник, изгледа дека за партиските именувања може и да замижува на едно око. Јас имам предлог. Како? Прво именување, одма ги разрешуваме после. Така е. Точка. Да, прво именување. Да, може и така и така, значи не... Никако не може на двата начина, од едниот 100% е исчашен. Но системот на локалната самоуправа функционира така, се додека не се појави некој авторитет кој со своето знаење умее да пресече и да ја исправи работата на вистинскиот пат. Зошто се расправата човеци? Сега ја ќе објаснам и се ќе биде јасно. Не ми е јасно зошто се расправата. Прво не е убаво вака пред граѓаните, сега не гледаат јавностите у лајф, а не само пред граѓаните, ова оде и у Нью Йорк.
така го направите да биде у лайф. А тоа што сега има и преноси од седниците на вистина проблемот и советниците не може да бидат целосно опуштени, па мора да шепкаат, ама без да знаат дека микрофонот е вклучен и се слуша како практично за дебата си пријавуваат за да им се ситат на политичките противници. Гледајќи како се однесуваат, граѓаните сваќаат каква аномија владе, па почнуваат и тие да функционираат по некои своји правила. Оти некому може да му сметаат дрвцата, на друг не. Пак кабадахиството раѓа кабадахи. Това е скривица за нас. Јаки да се бички и го секи. Ама не се решава се со секирче. Не бива нешто да се брише од тлото на земјата затоа што неспособните на кои им е доверена функција не знаат да работат со него. Па најлесно е да се предложи да го снема. А град без зелен пазар не личи и не ја оправдувам дискусијата во насока, тогаш треба да отвориме коцкарница. Најпрофитабилна на неговото место. И на крајот, во Ресен, сабота и натаму ќе биде пазарен ден. Ама во Карпош, тоа се случува на скоро секоја седница на која фали глас за мнозинство. Па редовно, некој мора да полага заклетва. Честен Титов пионерски збор, Тања не е тука да ме слуша, пред Господ и пред сите. Пошто сум овако, нити знам за кого се работи, нити ја познам. Можам да се заколнам у све. Проблемот на советниците е што ги истрошија сите кредити, па веќе не знаат кому да се крстат, во вистинскиот или во југословенскиот Бог. Оти на едниот му иде воскресение, а другиот во Македонија никогаш и не умре.